Интернет платформа ќе им помога на оние што немаат или сакаат екстра работа да обезбедат приход, а на компаниите полесно да дојдат до работници. Платформата опфаќа фриленсери и од едната страна луѓе кои што имаат одреден капацитет и вештини, знаења, а од другата страна се компаниите, бизнисите, невладините организации и така натаму, значи тоа се креатори на проекти, оние кои што имаат потреба да ги ангажираат овие фриленсери за привремено интелектуално ангажирање за некои нивни потреби, проекти и слично. Што опфаќа оваа така наречена фриленс платформа? Опфаќа 7 категории, значи развој на веб апликации, развој на софтверски апликации, интернет маркетинг, дизајн и мултимедија, анализа и обработка на податоци, превод и пишување, бизнис и правни услуги. Според она што на платформата ќе се покаже како најатрактивно, дел од средношколците планираат да ја одберат и својата идна професија. Па моментално сум во средно училиште и се уште не знам и се надевам со ова барем малку ќе ме насочи кон патот кој што сакам во иднина да работам. Заинтересирани сме да ги видиме новите можности, да видиме што ни нуди оваа платформа, дали таа ќе ни биде од корис на нас и така кој ќе ни биде бенефитот од сето ова. Дел од денешната обука за фриленс платформа беа ученици, студенти и невработени од Штип, Проби Штип, Кочани и Свети Николе.